Добар ден во Аргумент Плюс денеска. Темата на денот е реконструкцијата на владиниот кабинет, која што треба да се случи и случува наредниве неколку дена во собранието, а денеска почна со можноста за разрешување на делот министрите и со оставките што ги поднесоа делот министрите. Прифатени се оставките на министрите на СДСМ и ДУИ, на чие што место ќе дојдат други. Меѓутоа, разрешувањето очигледно на министрите на Алтернатива ќе оди малку по-бавно. Ова ќе биде првиот дел од оваа емисија, во која што разговарам со Благојче Атанасовски, аналитичар. Во вториот дел, колешката Лепа Џундева има интервју со Майкл Карпентер, американски амбасадор во мисијата на ОПСЕ во Виена и близок советник на Џо Бајден на повеќе теми, меѓу другото и на темата Македонија-Бугарија. Најавив Благојче Атанасовски, добар ден, добре дојдовте во студиото на ТВ24. Благодарам за поканата. Тензичен ден во собранието, одамна можеби не сме имале така малку пожустар, да речеме, ден со обвинувања, контраобвинувања и нормално е кога има некаков тип на политичка тензија, особено кога еден партнер излегува, друг партнер влегува. Мислите ли дека брзо ќе се заврши целиот овој процес? Процедурално веројатно да. Тензијата која напоменувате доаѓа од причина што, еве да кажам, помалиот, условно кажано, помалиот етничко албански политички партнер во владата на СДСМ и ДУИ, а тоа е партијата Алтернатива, се чувствува изиграна, бидејќи, како што велат и самите тие, лидерот на таа политичка партија Африм Гаши, дека тие биле тие кои го спасиле парламентарното мнозинство и де факто оваа влада по оставката на поранешниот премиер Зоран Заев, кога не беше јасно парламентарното мнозинство, односно кога тогашниот коалициски партнер БЕСА искочи, и Алтернатива потоа со своите 4 пратеници беше таа која партиципираше од позиција на опозиција и спаси таа влада, и сега се чувствуваат на еден начин изневерени, но Да бидеме реални, тоа беше навистина еден клучен, круцијален миг во тој момент за таа влада и за, како што велеа, продолжување на европскиот пат. На гласањето беше 60-60, и знаеме што се случи со пратеникот. Че гласањето беше 60-60, поради таа причина која спомнавте со тој така наречен исчезнат пратеник, така што Алтернатива се најде апсолутно клучна во тој даден политички момент да опстои таа влада. Можеби немаше да се создаде ново предвидено парламентарно мнозинство кое тогаш се собираше од сите опозицијски партии, вклучително и партијата БЕСА која истапи, но Алтернатива беше таа која прифати владино учество и условно кажано спаси таа владина гарнитура и новоизбраниот, де факто со влегувањето на Алтернатива, новоизбраниот тогаш, а сега актуелен премиер Димитар Ковачевски. Поради таа причина, веројатно предпоставувам дека и министрите и раководството на Алтернатива се гневни, но ова што сега се случува, да речеме оваа рокада на овие етничко-албански политички партии, Алијанса за албанците која од позиција на опозиција која критикуваше владата предводена од СДСМ и од ДУИ, сега влегува, да кажам, на голема врата во владиниот кабинет, се случува од проста причина што сметам лично дека прво се сака да се направи еден вид на бајпасирање на така наречената огнена група од ДУИ, бидејќи до сега ова владино мнозинство броеше околу 64 пратеници. Доколку се верува на шпекулациите во јавноста, знаеме дека тие така наречената огнена група од ДУИ контролирала 3 фиксни пратеници, што во секој даден момент не биле сигурни, да кажеме, за обстојување на владиното мнозинство. Тука и, ајде да го споменам, и коалицијскиот партнер Павле Трајанов, кој секогаш дава некои топлоладни изјави дека за одредени закони ќе гласа за одредени, не доколку не се исполнат предвидени услови, така што со влезот на Алијанса за албанците и незините 8 пратеници се сакаше да се направи бајпасирање на огнената група во ДУИ. Второ, сметам дека и во Социјалдемократскиот сојуз пресметките и, да кажам, партиските процени одеа во таа насока дека Алтернатива е премногу наградена со тоа што официјално има и 3 пратеници по дистанцирањето на нивниот пратеник Скендер Реџепи, односно неговото истапување и функционирање како независен пратеник во собранието на Македонија, и веројатно социјалдемократите сметале дека со 3 пратеници тој колач со кој партиципираше до сега Алтернатива во владеачката гарнитура, тоа е 3 пратеници,
три министри се извинувам, заменик министерски ресори, директори на клучни позиции се премногу наградени, затоа веројатно се случи ова што се случи. Ако ги следиме изјавите на премиерот Ковачевски, тој кажа дека направил се или алтернатива и постојано да остане партиципиент во владата, но тие веројатно не се задоволни од таа нова понуда и сметаат дека се на еден начин деградирани и понижени со новите функции кои им се нудели, затоа официјално од вчера тие поминуваат во опозиција. Се враќали Македонија сега во 2017 година? На некој начин, кога се формираше таа прва влада на Зоран Заев? Веројатно да, малку е, како да кажам, иронија на судбината. Првата влада, веројатно, граѓаните на Македонија и не се сеќаваат, во јуни 2017 беше создадена од СДСМ и тогаш Алијанса за албанците која броеше 3 пратеници. И потоа знаеме сите тие турбуленции кои се случува, Алијанса за албанците излезе, бидејќи тогаш генералниот секретар, сега лидер на Алијанса за албанците стана градоначалник на Гостивар, па беше одземено Министерството за здравство, па потоа на местото на Алијанса за албанците влезе алтернатива, па потоа алтернатива отиде во опозиција, дојде Беса на нејзиното место, се до локалните избори Беса беше владеачка етничка албанска политичка партија заедно со СДСМ и со ДУИ, па од истапувањето на Беса во опозиција наново дојде алтернатива по втор пат и сега наново после 7 години гледаме дека Алијансата доаѓа, така што сакам да кажам дека сите овие рокади кои се случуваа во изминативе 6,5 години, на крајот ние се завртевме во еден круг од 360 степени, односно како што почна новата влада после 11 годишното децениско владење на ВМРО ДПМН и премиерот Никола Груевски, како што почна првиот владин мандат на левицата и социјалдемократите СДСМ и Алијанса, и веројатно така и ќе заврши, бидејќи знаеме дека мандатот на оваа влада истекува наредната година на пролет, имаме редовни парламентарни избори, така што едноставно тоа е еден вид на иронија на судбината. Тоа што се свати како малку природен сојуз после 11 годишното владење на ВМРО ДПМН, кое што во голем дел беше обременето со атрибутите недемократско, автократско, особено во последните години, и во ситуација кога СДСМ обедини голем дел од граѓанскиот сектор, но и од граѓаните албанци кои што гравитира исто така како СДСМ, тоа беше една природна коалиција. Каква е сега? Сега е коалиција која ја мислам дека најмногу одговара на ДУИ и кај вас во вашето студио, пред вашите гледачи и во други емисии сум говорил дека не најдоа модел на решавање на како да кажам буткањето или симнувањето, поразувањето на ДУИ од власта, останатите етничко албански политички партии, бидејќи беа многу сегрегирани, беа поделени, дали тоа стануваше збор за преголемата суета на помалите етничко албански политички партии, тука зборам на суетата на лидерите Билка Сами, Африм Гаши, поранешниот Зијадин Селапа и Мендух Тачи, да го ставиме во контекст, бидејќи имал еден или двајца пратеници, значи тие не најдоа модел да направат сеопшт обединет етничко албански политички опозицијски фронти да се спротистават на ДУИ и на тој начин да го измерат својот рейтинг пред гласачкото тело, односно да го стават ДУИ и електоратот пред свршен чин, или ќе гласате за ДУИ, кој е 20 години константа како владеачка партија во изминативе години и со ВМРО ДПМН и со СДСМ, или ќе гласате за нас. Напротив, тие постојано правеа некои пируети, да кажам, на политичката сцена во Македонија. Дел од нив и Беса се случи за прв пат да направи предизборна коалиција со СДСМ, постојано и Беса и алтернатива се менуваа како помал коалицијски партнер на Алијансата, едно за претседателските избори, потоа за парламентарните. ДПА влезе во коалиција со СДСМ и со ДУИ, така што мислам дека најголем победник од сите овие политички перипетии, да кажам, на македонската политичка сцена во изминативе 6 години во однос на така наречениот, условно кажам, етничко албански политички блок, секогаш на крајот на математиката ДУИ излегуваше како победник, и мислам дека и ова сега што се случува апсолутно оди во најголема корист на ДУИ, бидејќи како што напоменав на почетокот, ДУИ ќе направи бајпасирање на тие 3 пратеници од незадоволната огнена група, од друга страна Алијанса за албанците како досега, да кажам, долгогодишна опозицијска партија кај етничкото албанско гласачко тело, наеднаш преку ноќ станува владеачка
партии, не знам како на една година пред избори. На една година пред избори, на тоа ја алудирав и како, например, на наредните парламентарни избори би искочила пред својот електорат и која политичка програма и понуда би ја дала пред гласачите, дали они ќе имаат морално право да го критикуваат ДУИ, дали ќе може да го критикуваат СДСМ, нормално дека ќе не може, бидејќи вие сте влегле на една година пред избори да бидете дел од власта, веќе имате одговорност за состојбите. Од друга страна, не знам кои се али тоа може би најава за некоја нова предизборна коалиција. Веројатно, тоа се шпекулации во јавноста, така наречениот проевропски, мултиетнички, над етничко партиски фронт кој се најавува како еден вид на европска коалиција на Македонија, односно се заговара некој си фронт од етничко албански, СДСМ како најголема условно кажано етничко македонска партија и преостанатите партии на етничките заедници, преостанатите помали коалициски партнери кои ќе направат, да речеме, се поголем фронт кој ќе кажа дека тие безусловно се за така наречената европски идни неевропски интеграција на Македонија, односно веројатно се создава некој си таков фронт за да се изврши притисок пред евентуалните уставни измени со кои треба да се вметнат бугарите во уставот за Македонија да го заврши скрининг процесот и да го отвори првото поглавје со Европската унија и веројатно ова влегување на алијансата во владата оди во таа насока. Значи, во многу нешта, веројатно и тие идни предизборни коалиции ќе зависат од тоа како пратениците, значи оваа собрание, ќе се постави кон уставните измени, претпоставувам, односно дали ќе бидат изгласани или нема да бидат изгласани, а се знае како може да не бидат изгласани, односно ако ВМРО ДПМН обстои до крај на она што сега го вели дека нема да гласа за тоа. Мислите дека тука има точка на топење во ВМРО ДПМН, може да дојде прво за изборите, за потоа ќе се вратиме на евентуалните идни избори? Да, например, коментирав изјава на лидерот на Алијанс Арвен Таравари дека тој барал гаранции за европската иднина на Македонија, дека требало да му се гарантира дека ќе има изгласување на двотретинско потребно мнозинство за вметнување на бугарите во уставот. Ја мислам дека, како што напоменавте, ситуацијата е премногу јасна, без разлика сите условно кажано етничко албански политички партии, вклучително и пратениците од Алтернатива и од Беса кои од денеска се опозицијски етничко албански политички партии де факто ќе гласаат за вметнување на бугарите во уставот. Ние знаеме дека таа бројка нема да надмине од 73 или 74 евентуално пратеници, така што во секоја варијанта фалат 6, најмалку 6, 7, 8 не знаеме точно пратеници од опозицијските редови од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, така што ситуацијата е многу јасна, но мислам дека уставните рокови течат. Како што кажав, скрининг процесот завршува кон крајот на ноември оваа година. Мислам дека и американската амбасадорка кај нас Ангела Агелер каже дека уставните измени до јули треба да бидат завршена работа, бидејќи ние да не се најдеме во еден цајтно да треба да бркаме уставноправни рокови, бидејќи знаеме како оди таа уставноправна постапка од отворање до затварање на уставот, трае неколку месеци и мислам дека веќе оваа пролет, овие месеци март, април како што следува, дефинитивно ќе мора да се влезе во процес на отворање на уставот и на обезбедување на тие двотретински потребни пратеници, а дали тоа ќе се случи, дали лидерот на опозицијата ќе опстои на својот цврст став и понатаму да кажува дека ВМРО ДПМН ни подразно нема да учествува во менувањето на уставот, или ќе се случи еден вид копи-пейст сценарио на уставните измени околу Преспанскиот договор, знаеме сите како тоа беше изведено, или па на крајот ВМРО ДПМН како политичка партија ќе каже дека за една условно кажано највисока поголема цела, тоа е продолжување на европската интеграција и покрај тоа што не се согласува со францускиот предлог и одредбата за вметнување на бугарите, ќе попушти условно кажано и ќе бара гаранции, како што имаше изјава лидерот на опозицијата Христијан Муцковски дека би размислувал да гласа за уставните измени само под еден услов доколку му се гарантира дека ова е последното барање од бугарите. Ќе видиме дали и тоа може на маса да биде одговор на оваа нејасна, прилично маглива ситуација во која се наоѓаме, но мислам дека разврската околу уставните измени дефинитивно ќе следува овие неколку наредни месеци, бидејќи роковите течат. Македонија го почна скрининг процесот минатата година во јули, го завршува оваа година во ноември и мислам дека одиме дефинитивно кон онаа временска одредница
која се едноставно е крајна во која мораме ние да ги завршиме уставните измени, да не би се случило сценарио во кое ние би го пропуштиле тој воз и тој рок, да не ги завршиме уставните измени, потоа да бидеме обвинети од самите бугари дека не сме го почитувале францускиот предлог кој нашето собрание го изгласал. Значи сакам да кажам дека роковите се за жал немилосрдни, течат и ние дефинитивно мора да одиме во таа насока, освен постојано да даваат изјави премиерот и лидерот на опозицијата, дефинитивно ќе мора да се влезе во институционална разрешница. Кој ќе има по опозицијата на идните парламентарни избори доколку се случат уставните измени? Тоа е интересно, многу е интересно бидејќи ние не знаеме, анкетите апсолутно одат на страна на опозицијата и тоа релевантните анкети, не да речеме ние субјективни проопозицијски, но од друга страна многу се шпекулира со таа условно кажано предизборна, како што кажав, етничко-македонско, етничко-албанска коалиција во која освен алијанса дури се става во контекст и ДУИ, доколку се случи таква коалиција меѓу СДСМ, ДУИ и Алијанса за албанците предизборна говорам, тогаш мислам дека таа таква коалиција ќе има предност пред опозицијската ВМРО-ДПМН, но ако се настапи да се оди едноставно, условно кажано како досега, на етничко-македонски блокови предводени од левицата, од СДСМ и сите негови преостанати коалицијски помали партнери и од ВМРО-ДПМН, тогаш мислам дека анкетите се јасни и дури резултатот од минатогодишните, да кажам, локални избори или локалните избори кои се случија пред година и половина, апсолутно во така наречениот етничко-македонски простор, опозицијата однесе убедлива победа, но парламентарните избори се сосема нешто друго. Мислам дека и бројките и анкетите во 2020 година покажува некоја си блага предност на опозицијата, но таа комбинаторика од предизборна коалиција на СДСМ и на БЕС на крајот го даде победник Социјалдемократскиот сојуз со 2 пратеници плюс, така што мислам дека не е рано, туку не знаеме едноставно какви ќе бидат предизборните коалиции, дали ќе имаме некој трет блок од помали политички партии кој ќе се создаде, кој ќе може да откине, да кажам, гласови од едната и од другата голема тука е интересно логата на Левица како Левица апсолутно се партија која гледаме дека освојува гласови. Која освојува апсолутно Левица. Не ја ставам во тој трет блок бидејќи Левица е веќе етаблирана и афирмирана, зборам од некои политички помали партии кои евентуално би искочиле од коалицијата предводена од СДСМ или од ВМРО-ДПМН или некои градоначалници кои сега се надвор од радарот и се независни од двете големи политички композиции, кои може да речеме, не знам, Стефче Акимовски, Даниела Арсовска, да. Максим Димитриевски, на Шуто Ризари, тоа се све градоначалници на големи политички општини кои действуваат условно кажано политички независно од СДСМ и од ВМРО-ДПМН. За овие партии што веќе се сателити во парламентот, збориме за овие што преку градоначалниците ангажираат веќе гласачко тело. Апсолутно, и тие може Стефче и Максим, Стефче, Даниела и градоначалникот на Шуто Оризари се четворица актуелни градоначалници на големи, да кажам, македонски општини кои имаат басен на гласови, доколку тие евентуално направат коалиција центристичка, може дефинитивно да ги размрдаат, да кажам така, политичките гласови и кај левицата и кај десницата. Левица е ставам во контекст некако трета, бидејќи таа е досега етаблирана политичка партија и со нејзиниот антиестаблишмент действување гледаме дека од избори на избори се повеќе гласови зема. Интересно е што Левица, гледаме на социјалните мрежи, сега е многу конфронтирани со ВМРО-ДПМН и покрај тоа што Левица нели е главен политички, условно кажано, противник е СДСМ, владеачката СДСМ, но гледаме дека се конфронтираат и со ВМРО-ДПМН, веројатно тоа станува збор тука во тоа десничарско гласачко тело. Левица сака се повеќе гласови да откине од ВМРО-ДПМН, тоа ВМРО-ДПМН го гледа како закана, апсолутно, и анкетите кажуваат дека Левица на наредните избори ќе биде дефинитивно сериозен политички фактор кој може, доколку не партиципира во влада, а мојата процена е дека Левица со нејзината, ајде да кажам, антинато декларирана и да кажам прикриено антиевропска политика, отворено проруска, мислам дека Левица во ниедна варијанта не би била владеачка партија, но Левица со освоениот број на пратеници во собранието може да биде тасна вагата без
чии пратеници не може да се создаде влади, ние евентуално да се најдеме во ситуација како што е нашиот источен сосед Бугарија, да не може да се направи политичка влада, тоа е една моја, да кажам, процена, но да сме живи и здрави, ќе видиме наредната година како ќе биде распоредот на силите. До тогаш има време. Добро, ви благодарам што бевте денеска гостин во Благодарам за поканата. Аргумент плюс, да ја разгледаме оваа темата на денот.